Добро вечер, драги гледачи. Ево уште една емисија на Авантуризам. Мој вечерашен гостин е Василка Стефановска, која е национален координатор на Slow Food Македонија. Би те замолила да ни кажеш малце за себе и за Slow Food, на како дојде до тоа да Македонија го има Slow Food. Добро вечер до гледачите на вашата телевизија и особено ми е чест што вие ме каните на разговор, затоа што вашиот придонес како туристички работник во Македонија навистина е голем и навистина секому треба да е чест што е ваш гостин. Јас сум член на Националниот одбор на Slow Food Македонија, меѓу другото сум и председател на Slow Food Водно и координатор на некои проекти кои што се водат во нашата организација. Како јас дојдов првен во Slow Food Водно? Јас работев, веќе 6 години сум во пензија, меѓутоа работев во Угостителско-туристичкото училиште Лазар Танев, како наставник по предметот познавање на стока, нешто што беше многу значајно и многу важно за храната, за продуктите, за нивната улога во нашиот живот. И мојата позиција во училиштето како наставник по овој предмет беше неминовно да се сретне со некоја ваква организација која што токму работи тоа, го заштитува идентитетот, автохтоноста на растенијата и на животните кои што ние понатака ги користиме во храната. Тоа беше некаде па скоро веќе 20 на години има како се запознав со работата на оваа организација. Инаку тоа е меѓународна организација чие што седиште е во Италија, во градче Тобра. Некаде 80-тите години, 1982 чинам дека е организирана оваа организација од страна на Карло Петрини, тоа е новинар кој што шетајќи по низ Рим, поточно на шпанските скали, гледал како веќе се отвара нов Макдоналдс и тоа го натерало, и како луѓе многу се собираат, и тоа го натерало да почне да размислува зошто Макдоналдс, а зошто не некоја храна која што е автентично за Италија, таа да се поддржува и таа да се користи во исхраната и да се презентира пред луѓето. Така да оваа организација за кратко време после се шири и денеска низ светот, и денеска има некаде околу 160 земји членки на Slow Food International. Меѓу тие 160 земји сме и ние сме веќе повеќе од 13 години членки на оваа организација. Која е целта на мисијата на оваа организација? Веќе начнав некои нивни активности, наши всушност активности. Целта е да се заштити автохтоноста на растенијата и автохтоноста на живењето, на животните, автохтоноста на старите рецепти во поднебието од каде што потекнува. Сите знаеме дека и сите кажуваме дека тоа е најзначајно и најважно, дека растителниот цвет највеќе дава точно на местата каде што им одговара почвата, каде што им одговара сонцето, каде што им одговараат временските услови. И секој за себе е неповторлив. Неповторлив, апсолутно, неповторлив. И јас секогаш и кога сум предавала, секогаш им велев на децата. Ловоров лист има и на водно ловор има. Меѓутоа ловорот кога ќе го наберете покрај Јадранскиот брег или на Медитеранот доле Негејскиот брег, сосема друг мирис има, сосема друг вкус. Значи, тоа е битното и многу важното што ние треба да го носиме со себе. Активностите во Slow Food се многу големи и мене ме радува што веќе 20 на години се занимавам со ова и што некако успеавме да наметнеме оваа филозофија и тука кај нас. На почетокот, кога прв пат отидов во Италија, секој 2 години се одржуваат сајми во Торино и конференции. И кога прв пат отидов, па си реков,
па ние сме slow food, што има ние сега нешто тука да пропагираме, да правиме, кога ние сме тоа што сме. Меѓутоа не беше тоа така, затоа што многу брзо кај нас се случуваа промени. И еве најбаналниот пример ќе го дадам со доматите за кои што ние чезнееме по скопскиот јабучар. Мирисот го изгуби доматот и не е тоа што ние порано сме го одбавча во секој двор јаделе како јабуки. Ете така. Така да се случуваат некои нешта затоа што интензивното земјоделство си го направи она што е непосакувано, нели? Меѓутоа, токму заради тоа, ние останавме да работиме на оваа мисија, да ги заштитиме старите сорти и мислам дека за овие 20 на години некои работи подигнавме на едно ниво и тоа ни е целта, да ги протуркаме работите и луѓето да почнат да размислуваат како и на кој начин да дојдат до храната која што е битна за нив. Не само тоа, него да речеме станушина, ќе напоменам, е нешто што потекнува од презентирањето и значењето на станушината е ваша заслуга на некој начин да денеска веќе дојде до едно сосема друго ниво. Па да, во рамките на Slow Food има повеќе проекти, меѓу другите и еден проект кој што се нарекува Президиум. Тоа е заштита на автохтони некои сорти или заштита на некои производи. Ние имаме такви президиуми како што е сладкото диви смокви, станушината, сирењето од реканскиот крај, буковската пипер и ние успеавме со тоа што ја направивме станушината да има своји президиуми, направивме да ги потикнеме малите винари да почнат да размислуваат дека треба оваа сорта која што единствена автохтона останата во Македонија, дека постои можност да се рехабилитира и ова вино да се произведува и навистина сега има голем број на мали винари и си имаат и свое здружение, а ние имаме президиум на станушина. И има денови на станушина, што е многу убаво. Така да. Целта на разговоров мој е туризам. Начинот на презентацијата и можноста да луѓе кои доаѓаат од страна пробаат нешто што ние го имаме само ние, е нешто што е дел од тоа што вие го работите и токму заради тоа сакам да направиме еден муабет во начинот и можноста да тоа биде и туристички потенцијал. Па голема е можноста. Ние сите знаеме дека гастротуризмот сега нели чука на сите врати, портите се насекаде отворени во светот, па така и кај нас. И ние овој момент навистина треба да го искористиме, затоа што имаме можности. За жал, нешто што немаме во туризмот е инфраструктурата, ама нас тоа не интересира, но тука не сме могли ние нешто да направиме. Но затоа имаме ние можности, имаме мрежа од производители кои што веќе размислуваат дека таму каде што е местото на производството, таму каде што го произведуваат својот значаен производ, како например еве некоја винарија да речеме, или Кози млекопланина, нашиот Давид од Раштак. Давид беше таму, да, тоа е тој размислува дека треба и почнува така да работи. Да, почнува така да работи, дека треба таму каде што се козите, таму каде што му е производството, дека таму треба да дојдат туристите и да видат како, на кој начин се произведува, како е организирана фармата, дека да се уверат дека козите на Давид јадат, пасат трева од ливадите низ Раштак. Исто и за станушината. Значи, секој производител на станушина, и мислам дека веќе во тој правец се развиваат, затоа што скоро голем дел од малите винарии си имаат направено и простори каде што можат и да се прават дегустации, па дури и некои јадења да се направат спарувања помеѓу храната и виното, и тоа е тоа што води до развој на... Тоа се убави приказни можности да биде прикажано, еве кај мене беше исто Стефче од Кратово, кој ја произведува кацана сол,
И не само што ја произведува, него тоа е главното занимање на гостите кои ќе дојдат да им покаже да сами си направат кацинецо. Да, Стефчо е исто член на Slow Food и јас мислам дека тој човек заслужува ова големо внимание од сите туристички работници и од сите институции, затоа што мислам дека Стефчо го издигна Кратово на ниво сега што е. И го заживеа го заживеа Кратово и исто така во Кратово има угостителско училиште и има многу големи луѓе кои што работат, токму го продолжуваат работата на Стефчо. Има еден млад готвач кој што навистина е презентер на Кратово. И тоа се убави моменти за делови од Македонија кои што беа заборавени, а кои што заслужуваат високо место во туризмот. Да, меѓутоа ќе кажам пак дека вашето постоење овозможило да дел од тие, како што веќе ги напоменавме, на некој начин го заживуваат туризмот, ја покажуваат неговата убава страна и неговите вредности. Јас во секој разговор велам дека едноставно храната е нешто што најмногу оставила впечаток кај странските туристи, едноставно одат задоволни и некои мали работи кои не сме ги направиле како треба, го покриваат токму тоа јадење. Така. Од секогаш храната во Македонија била нешто што ги привлекувала гостите. Сега бројот на туристи е се поголем и поголем и сега ние овој момент навистина треба да го искористиме. Колку да велиме ние дека индустријата земала замав, не знам, направила она уништила се, меѓутоа постојат луѓе кои што се загрижени за локалните производители и луѓе кои што успеваат да ги убедат луѓето кои што живеат на село дека она што го произведуваат за себе не е доволно, доку треба малку да остават нешто од истото и за останатите и на тој начин да станат локални производители, мали производители кои што она што навистина е заслуга за да го почувствуваат сите, да го вкусат. Не е само и тоа имаат и финансиски добитки. Имаат и финансиска добитка. Начинот да заработат и тој дел. Јас мислам дека ние тука во овој дел имаме доста голем удел, затоа што локалните производители некако ги споивме, ги носевме во Италија да видат како тоа изгледа, како се пакува храната, како треба да изгледа аранжирањето на нивните маси кога ја нудат храната и мислам дека направија многу за овие 20 на години, е направено многу, дека фестивалите кои што ги организираме се места каде што тие почнуваат да се надпреверуваат еден меѓу друг, што е добро. И на крајот од краиштата нивната храна исто така е битниот момент во развојот на туризмот. Сите туристи сакаат кога доаѓаат да одат на место каде што има локална храна. Да пробаат локална храна. Вие соработувате и со ресторани, да кажеме, еден наш заеднички пријател Ореофлат, кој навистина многу се труди во смисла на тоа да покаже што е национално јадење. И е дел од вашата организација? Да. Ореофлат е дел од Slow Food уште во самиот старт на почетокот, така да тие организацијскиот дел, начинот на работа на рестораните, затоа што посетуваше Сузана и Италија заедно со нас на овие саемите во Торино. И тоа искуство собрано со она убавината која што имаме, која што ни ја нуди земјата, таа спојка навистина дава резултати. Ние почнавме со еден проект гостилници, Slow Food гостилници, па во нашиот список на гостилници имаме некаде околу 16 кои што ние сме ги, како да кажем, регистрирале како такви. Низ цела Македонија? Да,
повеќе во западниот дел на Македонија, затоа што тоа беше еден проект од швајцарска амбасада, но целта ни е тоа да се прошири нели низ цела Македонија. Пример во Скопје има толку многу гостилници кои што навистина веќе го сватија, ја сватија улогата на националната кујна и мислам дека добро терат и дека така треба. Значи ги има многу, меѓутоа ние одевме полека за да може да им укажеме на кој начин, која храна треба да ја користат, дека тоа треба гостите кои ќе дојдат да им се соопшти дека оваа суровина, овој домат е од нашата бавча или оваа краставица од комшијата или од тој производител. Значи целта е да се знае потеклото на храната, на суровините и менијата да си бидат исто така напишани точно со податоци, да се знае дека е тоа типично локален производ, затоа што е од просторот од каде што тие седнале на масата и јадат. Мислам дека може би еден сегмент на тоа што таа храна содржи во смисла на состав, на можност, како хранлива вредност, за странците може би ќе даде некоја поинаква гледна точка, дека точно знаат дека е природно, што е вредноста и каква е хранливата вредност и на каков начин и колку од тоа треба да се конзумира. Верувам дека на тој начин ќе се подигне нивото на националната храна и дека на тој начин ние ќе можеме да речеме да бидеме учители на другите како тоа со националните храни би се. Да, така, тоа е и целта. Тоа е целта и целта е да ги научим. Ние имаме во рамките на Slow Food и една секција Алијанса на готвачи, каде што бројот на готвачите за жал ни се намали затоа што ни замина. Има голем интерес во Има голем интерес надвор, имаме прекрасни готвачи кои што замина едниот во Германија, Маре, Дејан во Сплит Дејан се отвори свој 2 ресторана веќе во Сплит. Таму работи исто хрватска национална кујна, нели, меѓутоа со делови и од нашата кујна и дури и носи од тука на Мирници, така е репрезент на македонската кујна. Ние готвачите сакаме да ги подигнеме на едно повисоко ниво, во смисол како вели еден италијански готвач, вели, јас сакам утре сите готвачи да излезат во бавче, да скинат патлиџани и да дојдат да му го донесат на гостино тука, да го исечат и да видиш што се готви. Јас имам едно такво искуство со менаџирав еден ранч во Девич, во кој гостите можеа да дојдат да сами си наберат, да се направи салатата, или да речеме ги гостите кои престојува одеа со гастарицата да се молзе крава, да се види како се прави сирење, како се прави јогурт и сето тоа. И морам да кажам дека тоа многу функционираше од друга страна, да речеме, или прават по селото пити баби со кои имаат договор, па одат да ги видат како се месат питите, да ги вкусат. И тоа навистина беше многу интересно, за жал не успеа да обстане ранчот и начинот на кој мислам е тој на кој ние делот на руралниот туризам можеме да го подигнеме на поголемо ниво, поголем интерес да има кај странците. Така, ние имаме во Slow Food Охрид една членка, Наташа, а брендот е Пирустија, сигурно сте имале прилика вака по мреживе да ја видите. Она токму тоа го работи. Јас мислам дека извади фотографија. Да, она токму тоа го работи. Прави работилници за месење, правење пити, разноразни месеници и се многу задоволни, има доста работа. И големи. Да, туристите. Во Рамне живее и таму има направено и мал сместувачки капацитет.
каков е интересот или каква е соработката со туристичките агенции кои на некој начин се задолжени да ги донесат гостите? Ние за жал не можам да кажам дека нешто имаме некоја не комуникација, некоја голема соработка со туристичките агенции, ниту па имавме некоја голема соработка досега со Агенцијата за промоција на туризмот во Македонија, за жал, не знам зошто. Но тоа не значи дека не сме поддржани од другите институции. Например, ние досега добивавме голема поддршка од Министерството за земјоделство, затоа што со нив успеавме овие на 2 наврата одењата и го поддржуваа нашето присуство на сајмите во Торино. Исто така поддршка голема имаме од нив за манифестациите кои што ги водиме, како што е фестивалот на биодиверзитет во Скопје, Slow Food водно што го прави, па Винофест во Битола што се прави, фестивалот на Смоквијада во јужниот дел на Македонија и националниот саем за храна и пијалоци, кој што 2 години поред се правеше во градскиот парк во Скопје, беше во соработка со Министерството за земјоделство, заедно со Slow Food Македонија. Може би една работилница наменета на туристичките агенции ќе помогне да ја разберат убавината и потребата на тоа што... Може, токму така, убаво би било и мислам дека би имало интерес. Затоа што ние токму ги имаме производителите, токму знаеме каде да ги поврземе, да ги поврземе. Дали во други земји каде што е Slow Food има таква корелација на туризам и храна? Па има, да. Има и, например, во Италија, затоа што да кажам, таа е оснивачот на оваа организација и работите околу Slow Food, таму ми се највеќе познати. Ти имаат мапирано гостилници или мали бистроа кои што се членки на Slow Food и имаат апликација преку која што туристите на таа апликација дознаваат каде има такво бистро, каква храна се служи, што имаат на менито, од каде е потеклото. Значи има таква соработка и тоа е тоа што и нам ни треба. Веројатно е. Јас, знаеш, го работам кај Марко Лен сдруженијето, во кое ние дел од тоа што имаме е понуда на храна од 14 век, Крале Марко храна. И морам да кажам дека моето искуство на луѓе кои доаѓаат и кои сакаат да пробаат што се јадело во тој 14 век е навистина голем интерес и добиваме добри вибрации околу тоа, дека тоа треба, може би има повеќе да се промовира и да на некој начин биде дел од нешто. Јас постојано велам, нема место во Македонија кој нема свој специјалитет. Точно така. Ја мислам, секој населено катче мало има свој специјалитет и, например, и нешто можеби што е, сладкото диви смокви карактеристично за јужниот дел на Македонија, меѓутоа они си имаат здруженија во секое мало градче, секој на различен начин тоа го прави. Нешто има во рецептата што го прави специфично, така да, а Македонија изобилува со јадења кои што се заборавени. Јадења кои што се заборавени и кои што полека ние ги вадиме. Во Slow Food има еден проект, така наречен Арка. Таму во Арката се архивираат вакви автохтони јадења, меѓутоа не само јадења, туку и растенија и животни кои што се користат нели во исхраната. И ние имаме регистар на 36 овие вакви автохтони јадење и растенија и животни кои што ги предадовме во Министерството за земјоделство, значи да ги имаат на увид, а овие 36 се и во светската арка на Slow Food.
Тоа не значи дека ние имаме уште кои што треба да ги докажат. Тоа треба да се докажат. Не случајно се ставени на таа листа. Не се ставени случајно на листа, туку тоа се точно со податоци докажани дека навистина тоа е тоа од кога датира, од кој период во минатото, кои се основните карактеристики. Така да еве и тоа е еден проект кој што е навистина многу значаен и секој од нас треба да даде придонес. Еве до повик до вашите гледачи да ни помогнат, да ни сугерираат, затоа што не можеме ние се да откриеме. Стефче ми беше гостин и ми насочи дека има еден проблем однос на храната, дека голем дел на гости што доаѓаат се вегетаријанци. Тоа е проблем. Ние во Македонија, тоа вегетаријанството првен беше табу за нас некое време, нели? Сега кажувам поодамна, зашто и јас одамна памтам. Меѓутоа, се повеќе и повеќе, гледајќи од здравствен аспект некој, луѓето се повеќе и повеќе се хранат на тој начин. Да не кажувам на запад, во западните земји, во поразвиениот свет, каде што вегетаријанството одамна е на трпезите и дома и по рестораните. И тоа е проблем точно за нашите работници туристички, меѓутоа тука е нивната умешност. Тука треба сега да се не само тоа, мислам дека и дел од нашата природна храна што ние употребуваме, ја имаме и е вегетаријанска. Може би треба да се даде само едно поголемо значење, така, да се подигне на едно повисоко ниво. Инаку ние имаме намирници од растително потекло со кои што можеме ни да се фалиме, туку и се фалиме и не фалат, нели? И сите тие треба да ги искористиме. Еве, како да кажем, наутот веќе стана дел од исхраната кај младите луѓе, што е факт. Леќата исто, порано децата леќа не сака да јадат, еве сега јадат, сега се повеќе и повеќе на трпезите. Треба поголема едукација. Значи, треба поголема едукација и кај населението, кај консументите и кај производителите и кај децата. Едукацијата за храна да се почне од почеток, од градинките, па во основните училишта и во средните училишта. Школите кои произведуваат кадар, кои работи со храна, колку се подготвени на денешниве услови или на денешниве можности, да ние имаме своја храна која треба да знаеме, да ја спремиме или да се подготвиме за некоја вегетаријанска кујна. Па мислам дека во последниве години има некој раст, како да кажем, во интерес таков. И не само тоа, туку тие гледам дека почнуваат со поголем ентузијазам сето тоа да го работат, како во Скопје училиштето, така во Кратово, во Штип училиштето угостителско. Меѓутоа, треба повеќе работа и треба повеќе да се учи и треба повеќе да се истражува. Самите ученици да ги натераме некако децата, затоа што голем дел од децата и потекнуваат да се прилагодуваме, точно да се прилагодуваме на новите услови на живење. Ние не можеме начинот на исхрана да го поистоветиме денес со начинот на исхрана што бил пред 50 години, кога никој не трчал по автобуси, кога никој не се нервирал во автомобилот, не живеел во загадена средина, децата играле надвор топка, ластик, јаже, народна, не знам што. Сега децата се затворени дома и тоа апсолутно делува на начинот на исхрана и трпи промени и треба да трпи промени, меѓутоа да се прилагодува на автохтоните сорти на расте. Она што тука ова поднебе го нуди, ова што тука оваа почва го нуди. А кога зборувам во делот за едукација, ние исто имаме еден проект за едукација во Slow Food и веќе 10 години работиме на тема училишни градини. И сме задоволни затоа што се повеќе и повеќе училишта ни се придружуваат. Браво.
Верувам дека и днината и ова што се промените на некој начин треба да не потикне да сочуваме тоа што го имаме, да го прилагодиме на условите кои се во денешницата и да тоа на некој начин биде препознатлив дел на Македонија за и поединеци и за туристи, пак ќе кажам, бидејќи ми е намената на емисијата туризам, дека ние имаме што да понудиме, а од друга страна имаме можности да од тоа се живее. Може секако, там мислам навистина, па посебно луѓе во руралните средини што живеат, кај што се уште не допрело загадувањето, да кажам, навистина имаат можност да понудат храна која што е здрава, не мора да е органска, тоа е храна која што е од локални производители, која што вирее на здрава почва и апсолутно нема потреба да се додаваат, да се заштитува на вештачки начин. Желбата на луѓето е голема. Јас гледам дека од ден на ден бројот на заинтересирани и млади, многу млади луѓе доаѓаат кај нас и се интересираат на фестивалите, посебно кои ги организираме, дека веќе знаат од каде да си земат сирење, од кого да си земат сувоместнат производ, од кого да земат зеленчук или овошје или нивни преработки, што значи дека интересот расте, а штом расте и интересот и понудата ќе биде поголема. Може би во иднина ќе има некоја посебна продавница во која ќе може да се купи или да се знае дека е тоа све во некој начин во соработка со Па да ви кажам искрено, ние имаме желба да имаме своја собствена продавница, например некаде каде што би можеле луѓето да набавуваат храна, меѓутоа е далеку од нашите можности сега во моментот, но имаме многу добар пример на нашите пријатели од Требиње, од Slow Food Требиње. Градот им додели простор во центарот на градот, простор каде што си организира продавница за вакви производи, ето Slow Food продавница каде што се продава храна од локални производители, се разбира регистрирани. И тоа е добро да напоменам, да не заборавам дека во изминативе години ние успеавме заедно со Министерството за земјоделие и заедно со нашите професори од земјоделски факултет да изготвиме и со Агенцијата за храна да изготвиме правилници по кои што локалните производители ќе можат својата храна да ја продаваат од прак и од растително и од животинско потекло. И со тоа ги се принудени и чувствуваат самите дека навистина треба да се регистрираат. Инаку тие делуваат како нерегистрирани, така како дома произвеле, донеле, направиле, донеле на пазар, убаво е, стварно вкусно, меѓутоа сега како регистрирани веќе се и заштитени на некој начин и тие и може слободно да ги продаваат своите производи. Колку соработката со државните институции е ваша иницијатива или колку има осетот државните институции да нешто сватат дека треба да помогнат, да презентираат, да бидат носители на делото? Па ние соработуваме, ви кажав и претходно, со Министерството за земјоделство и со Министерството за животна средина, затоа што од нив добиваме поддршка за училишните градини, голема поддршка за училишните градини, во смисло дека веќе неколку пати добиваме финансиска поддршка за да можеме обука за наставници, обука за директори да правиме, работилници со децата правиме, а Министерството за земјоделство пак од друга страна ги поддржува нашите активности. До сега бевме поддржани и мислам дека и така треба да биде и соработката треба да продолжува и од други институции. И би сакала еден апел до општествено одговорните компании. Тука општествено одговорните компании треба да дадат поголем удел. Нашиот глас, како да кажем, нашиот повик е постојано и вапим, како да кажем, за овие институции кои што би не
поддржале за да може нашите активности да бидат уште поголеми, уште повидливи, а со тоа и туризмот ќе добие, и консументите нашите ќе добијат, и пазарите ќе добијат повеќе. Туризмот има гостувања, да ги кажам, во сајмите за туризам. Мислам дека дел од вашата програма и она што вие го нудите би требало да го има или како посебна презентација на храна или презентација на такви мали предпријатија кои со тоа се занимаваат и на некој начин потикнат да луѓето од странство пробаат и да сакаат да дојдат да го пробаат. Да, треба и тоа треба што поскоро да се разговара со сите оние чинители кои што ги организираат сајмите за туризам и во самите програми да внесат дел од тие прават некои, како да кажем, некои чекори, меѓутоа не директно со нас. Не велам дека ние сме најголемите стручњаци, дека само сме ние, дека само ние го работиме ова. Меѓутоа поентата е точно така, дека сме организирани и дека имаме архива на локални производители кои што точно знаеме што работат и кои се нивните квалитети. И што точно се нуди. Да, што се нуди и кои се нивните квалитети. Така да тоа е нешто што на некој начин е веќе испитано, гарантирано и со некои можности кои поединец кој ќе дојде, што велите вие, со тегла мед, не е нешто што е сосема поинаку кога е тоа од штандот на Slow Food и на членка. Да, затоа што ние сме правили и обуки на локалните производители за се и дека треба да имаат стандарди во производството, дека не треба да се манипулира, дека треба и посебно дизајнот, дека нивната храна може и како сувенир да се продава и тоа би било. Се уште мислам дека почнуваат, има зачетоци, меѓутоа нема каде како сувенир да ја продаваат својата храна, освен на тие фестивали и настани кои што се. Ние сме, за жал, секогаш велам исто, сувенирот е многу важна приказна. Вие кога ќе купите нешто од Македонија и ќе го однесете дома и кога ќе ви дојдат гости или пријатели, што е тоа и вие започнувате приказната за Македонија и желбата да ги намамите да дојдат, да токму тоа го искусат на лице место. Така да тоа е многу важен сегмент и начинот на сувенир. Ние, за жал, немаме добри сувенири кои ќе ја представуваат земјата, може би бара некој посебен сегмент кој треба да се обработи, да биде како што е храната, сертифицирана, се знае точно што е, така и треба сувенира да биде точно она што треба да ја представува Македонија и на каков начин. Дизајн, она што е употребна вредност, она што е можно да го вкуси, со декларации, со сето тоа, објаснување, да можат и да прочитаат и да се едуцираат, меѓутоа и да го вкусат и да чувствуваат и да го понесат со себе. Тоа е од Берово. Така, да, точно ние насочувате токму тоа да туристот иде у Берово да го проба тоа, не да го купи некаде у продавница. Да, точно така. Просто насоки да им дава на гостите каде треба и што треба да посетат. Па некој може во Италија ќе проба ајвар да речеме од Гевгелија, па ќе посака да оди во Гевгелија, ќе оди во Доиран, ќе оди во Доиран, ќе јаде сладко, затоа што таму се прави сладкото, во Андово. Ние, за жал, сме при крај со емисијата, времето брзо проаѓа. Обично на крај прашувам дали нешто сме пропуштиле во однос на тоа што разговорот тече од некои своји видувања кои може би треба да ги кажеш, а не сум те прашал. Па, на ваквите разговори со вакви соговорници мислам дека нема крај, може од самале да зборуваме. Меѓутоа дека нешто сме пропуштиле, сигурно сме пропуштиле, зашто има многу што да се зборува. Моја препорака е до
до институциите, најнапред да си исчистиме државата, затоа што најголемиот срам за сите нас е нехигиената во Македонија. И ако го зборуваме за храна, многу е лошо да зборуваш за храна и да го шеташ гостинот по улици, а тој прљавштини да гледа. Секаде, значи тоа е прво што треба да направиме, дека гастротуризмот е во подем, тоа е факт и тука нема што, и дека нашите треба да му се посветиме многу повеќе, но и да имаме мапирани ресторани, затоа што сите ресторани не нудат национална храна или пак не нудат национална храна онака како што треба. Например, со прженици, прсти, не знам што, такви работи, тоа не е наша национална храна и во таквите ресторани треба да се избегнува повеќе. Значи да се нуди храна која што е сезонска, што е многу значено и многу важно, и менијата да им бидат флексибилни или да имаат дневни менија, да има можности разноразни и што е најважно да се работи на апликации за да може странците откаде да читаат гостите кои ќе дојдат. Да. Ке се навратам пак на моето работење со Сузе, ние скоро година дена обработувавме што може да се понуди како Крале Марко храна и не само тоа, него токму ова. Во пролет да понудите чорба од коприва. Не можете да ја понудите во зима. Во зима, точно. Така да тоа навистина ни одземаше многу време, меѓутоа ние го направивме тоа и едноставно сега не е доволно е да се најавам дека има гости кои се заинтересирани за тоа, они знаат што треба да се подготви. Сезонската храна е многу значен, многу важно, затоа што во сезоната сите знаеме дека растенијето даваат најголемата моќност имаат тогаш. Значи и хемискиот состав се менува. Не е хемискиот состав ист зимно време на некое растение кое што се нуди сега нели на пазарите. Цела зима имаме патлижани, меѓутоа домати, меѓутоа вкусот и мирисот на доматите во летниот период е сосема друг. Јас не велам дека не треба да се јаде, меѓутоа да се обрне внимание повеќе затоа што зимно време има, репките ги има, зелки има многу зеленчук кој што може да ги заменат овие што ние принудно ги правиме можни да одат на пазарите. Еве едно прашање за крај. Зошто изумре јабучарот? Патлиџан јабучар. Затоа што не сме биле одговорни. Најверојатно. Има ли начин да се врати? Има начин, затоа што мислам дека има одредени села во Скопје кај што одредени семејства кои што уште го одгледуваат јабучарот, ама не оно што се нуди на пазарот, него они за себе. И сега тие треба ние да ги откриваме или има во банката на семења на факултетот има, меѓутоа треба да се работи на тоа да биде помасовно производство за да излезе на пазарите. Тој мирис е неповторлив. Не мирис и вкус. И вкус. Или, например, скопската симит погача. Па тоа е нешто што никаде во светот го нема и сите се чудат кога ќе кажат што ми нудите леп во леп. Леп во леп, ама тој специфичен мирис, тој специфичен вкус пак не можеш да го доживееш на друг начин. Јас уште еднаш да се заблагодарам за гостувањето, мислам дека направивме еден убав муабет. За мене лично болна тема, бидејќи мислам дека тука можеме да понудиме многу повеќе и во исхраната, и во презентацијата на храната, и туристичките тури кои би биле наменети токму на гастротуризмот и дека тоа е на некој начин перспектива која не ни бега да, ако знаеме добро да ја обработиме, дека може од тоа добро да се профитира и да се живее. Зборувам и за производителот, зборувам и за агенцијата, и за туристите кои сите би имале придобивка. Да. Во Slow Food International има проект Slow Food Travel, кој што си има свој начин како тоа се работи. Ние се уште го истражуваме, да кажем, за да можеме да почнеме да го работиме.
Но тука сме за помош за било кој што сака да помогне на овој начин или да ни понуди некоја рецепта или да ни понуди нешто што не се нуди на пазарот, веќе, а порано било храна за широките маси. Мора да се одјавиме, за жал. Јас само да им понудам на гледачите дека еве контактот може да го имате и да едноставно очекуваме подобри резултати. Ви благодарам и вам и на вниманието на гледачите. Се надевам дека ќе биде големо.